Сите слушавме разни приказни за потекото на COVID-19, од теориите за пазарот во Вухан до лилијаците и протекување од лабораторија. Сега сеопфатниот истражен извештај цврсто го насочи вниманието на американскиот ковид цар Ентони Фаучи, бидејќи се закучува дека вирусот протекол како несреќа поврзана со лабораторија или истражување. Американскиот одбор за надзор и одговорност, најмокното истражно тело во пратеничкиот дом, објави извештај на 520 страници по двегодишна истрага за вирусот кој уби повеќе од 1,1 милион американци. Извештајот на одборот под контрола на републиканците ја поддржа теоријата за протекување на лабораторија како причина за пандемијата. Извештајот исто така вклучува мејлови, судски покани и сведочења кои откриваат дека доктор Фаучи бил директно вклучен во насочувањето на американските научници да ја поддржат приказната за природното потекло. Еве некои од наодите кои се презентирани во извештајот по истражувањето. Во декември 2019 година истражувачите во лабораторија во Вухан почнаа да чувствуваат симптоми слични на симптомите на вирусот COVID-19 пред епидемијата. Извештајот откри дека мерките за маските беа неефективни во контролата на ширењето на вирусот, а карантините предизвикаа поголема штета отколку корист. Исто така, утврдено е дека постоеле координирани напори да се скрие потекото на пандемијата, вклучувајќи ја и Кина. Во извештајот се наведува дека одговорот за пандемијата исто така вклучувал бројни измами, расипништво и злоупотреби, што ја влошило кризата. За да разбереме повеќе, да ги следиме парите. Републиканците тврдат дека EcoHealth Alliance на Фаучи, финансиран од нив, кој работел со кинеските научници во лабораторијата Вухан на истражувањата на зголемување на функцијата, наводно го создал SARS-CoV-2, вирусот одговорен за COVID-19. Овој вид истражување од висок ризик ги поттикнува вирусите да размотрат како може да се шират. Во рамките на истрагата Фаучи е критикуван од комисијата која ја контролираат републиканците во дводневно испитување, повеќе пати испитувајќи го финансирањето на нив и неговата улога во обликување на наративот за пандемијата. 83 годишниот имунолог кој живее под обезбедување поради закани по смрт, призна дека молекуларно е невозможно вирусите од лилек проучувани во лабораторија во Вухан да станат вирус кој ја предизвикал пандемијата. Дали Фаучи ќе одговара под новата администрација на Трамп или би можел да ги избегне сојузните обвиненија со председателско помилување?